116 години трае развојот на албанската азбука и писменост. Владата со свечена академија ги нагласи како алатки за изградба на подобра иднина. Денот на албанската азбука е потсетник за тоа како писменоста и образованието можат да бидат мостови помеѓу луѓето. Не темите кои не разделуваат, не политичките барања на поединци кои многу години претходно се криеа позади народот кој го краде. Јасното фокусирање кон приоритетите, кон реалните потреби за образование, економија и напредок ни помагаат да ги надминеме разликите, да ги споделиме нашите вредности и да изградиме посилна, поединствена заедница. Ниту едно добиено и спроведено право не може да се укине или ограничи, посочи вице-премиерот Изет Меджити. Вели дека овогодишната прослава доаѓа среде жестока дебата за официјалната употреба на албанскиот јазик, намерно поттикната за да се дефокусира и да произведе вештачка криза. За Уставниот суд рече дека се претворил во институција кон која сите фрлаат оган, гнев и стрели. Ние не сакаме ниту една институција во државата да има толку негативен углед и ги повикуваме сите институции да ја вршат својата работа во согласност со овластувањата и надлежностите што ги имаат. Од тука очекувам Уставниот суд да се занимава со аспектите на човековите и граѓанските права и слободи и да не се пушта на политички размислувања за актуелни прашања и на тој начин да стане партија наместо да остане непристрасен арбитер и подалеку од поларизирачки политички влијанија кога носи одлуки. Во дебатата за албанскиот јазик иду и изрази загриженост за престојната одлука на Уставниот суд. Денеска албанците се во тешка анксиозност. Каква ќе биде одлуката на Уставниот суд во декември, која очигледно одлуки кои што се веќе напишани во одредени програми на политички партии, каде потврливме? 1908 година во Битола се одржа конгрес на кој беше кодифицирана албанската азбука. Одлучено е да има 36 букви и да го користи латиничното писмо.